Седницата на владата вчера заврши без продолжување на антикризните мерки, чиј рок на важење истече денес, на 1 јуни. По 3 месеци важност на мерките на владата за ублажување на ценовниот шок на граѓаните од енергетската криза и инфлацијата, од денес повторно населението изложено на нови поскапувања, како на храната, така и на нафтените деривати. Додека економските експерти апелираат на внимателност и штедење, како на граѓаните, така и на државата во овие тешки времења, опозицијата на непродолжувањето на антикризните мерки од страна на владата ја гледаат како колатерална штета, од која најмногу ќе настрадаат граѓаните. Претеничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, познавајќи колку власта е неодговорна, изработи 2 закони со кои акцизата на горивата ќе се преполови за 50% и ќе се даночат со стапка од 5% наместо моменталните 18%, а прехранбените производи ќе бидат ослободени од данокот на додадена вредност до крајот на 2022 година. Единствена цел на власта е успешно спроведување на операцијата спасување на владеачката коалиција, а граѓаните за жал се колатерална штета. Повикуваме за малку разум кај колегите од мнозинството и сите заедно на итна седница, повторувам, итна седница, да ги изгласаме предлог законите за акцизите и данокот на додадена вредност. Гувернерката на Народна банка Анита Ангеловска-Пежовска минатата недела во интервју за Радио Слободна Европа истакна дека македонските граѓани ги очекуваат тешка економска година по растот на инфлацијата. Таа препорачува на властите фокусот да им биде во подобрувањето на животниот стандард на граѓаните. Инфлацијата со оглед на природата на шокот голем, ова е шок од страна на понудата. Значи не е шок од страна на побарувачката и затоа се очекува на тамошен раст на цените и на примерните производи во глобални рамки, а оттаму кајна затоа што ние ги увезуваме тие производи. Во обиколката на неколку синџир маркети што ја направи Слободен печат денеска наутро, можеше да се забележи дека повеќето од продуктите во сите маркети беа поскапени. Најголем ценовен скок убедливо има кај сончогледалото масло за јадење. Па така, во првиот синџир маркети што го посетивме вчера, цената на маслото за јадење беше 133 денари, а денеска неговата цена беше за цели 20 денари повисока и сега изнесува 163 денари. Во меѓувреме, нашата редакција ги запраша и граѓаните како се справуваат тие со ценовните шокови кои инфлацијата им ги зададе. Како сврзувате крај со крај? Дали влијаат цените на домашниот буџет? Дали се откажавте од нешто за да си приуштите? Не, докато еден член од семејството не работеше, може ли да можам? Јас ви реков, економиста сам и знам колку пратим поскупување, ама не можемо напред да се замори. Со други зборови тешко. Ке видиме. Домашните работи за сврха за основните намирници? Домашните не, ама овој увозиш кафење, јалоци некои да. Па како не секако има влијание на тоа, но тоа е реалноста сега. Се откажавте од некои работи периодов со поскапувањата? Па не би рекла сега јас себе лично. Не, можам да се дозволам, но секако има семејства кои сигурно се откажуваат. Дали верувате на владата и мерките кои ги носи таа во однос на заштита на граѓаните од ценовните поскапувања? Па јас сум секој пат оптимист, да. Верувам дека ќе се најде некое решение, но ова е светска криза и светска со цени е ова. Се надевам дека ќе се надмине и сето тоа со вирусот, со болестите, со енергетските, војните и сите тие влијанија. Сепак оптимистички гледат. Да, оптимист. Економските експерти апелираат на внимателност и штедење како на граѓаните, така и на државата во овие тешки времења. Дали владата ќе ги прифати предлозите на опозицијата да се изработат 2 закони со кои акцизата за горивата ќе се преполови и ќе се даночат со стапка од 5% наместо од моменталните 18%, а прехранбените производи ќе бидат ослободени од ДДВ-то до крајот на 2022 година, останува дилема. Она што е засега јасно е дека цените на храната и натаму ќе растат, што е случај и на глобално ниво, а тоа и понатаму ќе го урива стандардот на граѓаните дома.